Утринава воздухот во Кочани беше најзагаден во државата. Мерните инструменти покажаа 129 pm на метар кубен, што внесе вознемиреност кај сите оние кои загадувањето на воздухот го следат, на уште повеќе кај оние што го дишат. Алармантно големата бројка сепак не покажува дека Кочани е Скопје. Црниот рекорд Кочани денеска го држеше многу кратко, зашто во текот на денот состојбата со воздухот во Кочани брзо се смени и резултатите на мерењето од почетокот на декември покажаа бројки блиски до дозволената нормала. 1 декември 62, 2 декември 76, 3 декември 82, 4 декември 96, 5 декември 63 pm честички за метар кубен воздух. Ова навистина покажува дека состојбата не е алармантна, со тоа што сепак препорачливо е оние граѓани од Кочани што се во состојба наутро домовите да ги напуштаат нешто подоцна. Според градоначалникот на Кочани Николче Илиев, за неговите сограѓани не е потребна ниту оваа препорака, зашто ризично нечист воздух во Кочани нема. Уште повеќе, Илиев во голема мерка и категорично ги демантира и резултатите од мерната станица во овој град, зашто таа била поставена на несоодветно место. Според поставеноста на мерната станица во Кочани, сметаме дека таа не ја одразува вистинската слика за квалитетот на амбиенталниот воздух во Кочани. Токму затоа за прв пат изработивме програма за заштита на животната средина за 2019 година, со која предвидовме буџетски средства за екстерни мерења на повеќе локации, со цел да ја утврдиме вистинската слика за квалитетот на воздухот, а со тоа да знаеме и какви директни мерки да преземеме. Исто така и со други програми за 2019 година се води сметка за урбанистичките планирања, што можат да спречат соодветни струење на воздухот и да придонесат за концентрација на загадување на одреден простор. Планираме изградба на велосипедски патеки и поттикнување на користење превозни средства кои што помалку го загадуваат воздухот. Стои во писмената реакција од општина Кочани. Инаку, темата загаден воздух во Кочани беше точка на дневен ред на една од седниците на Советот, каде беше констатиран заклучок идентичен со оној на градоначалникот.